Почитувам председател на владата. Како грански независен синдикат на полицијата, кој брои над 4000 членови, во чиј состав влегува независниот синдикат на шумската полиција и администрација, како репрезентативен синдикат на ниво на министерството, синдикат кој застана зад министерот Цветан Трипуновски, во времето кога се уште не беше министер, синдикат кој промовираше за вистинскиот човек за Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во време кога ниту еден друг синдикат немаше храброст да застане зад негови сообраќања со ова формално барање за негово разрешување од функцијата министер во рамките на најавената реконструкција на влада. Ова наше барање доаѓа по игнорантскиот однос кој трае веќе една година. Информација или било каков допис кој ние го имаме доставено. Сметаме дека е апсолутно неозволиво еден представник на влада што се декларира за народно транспарентна и принципиелна да има ваков однос кон било кој синдиката, најмалку кој еден репрезентативен кој представува 1/3 од вработените. Односот во кој се изнаслушавме лаги од негова страна на последната изнудена средба која имавме на 15.5.25, бевме оставени да чекаме цел 1 час пред неговиот кабинет и на која воопшто не беа слушани нашите добронамерни забелешки кои доаѓаат од вработените, на кои тој им ветуваше дека ќе бидат вклучени во сите процеси и целосно спротивно на нашите очекувања и на очекувањата на граѓаните. Ве замолуваме сериозно да ја сватите состојбата и ова наше добронамерно барање, а најавената реконструкција на владата ќе представува можност за корекција на ваквите кадровски пропусти кои фрлаат сенка на сите останати избрани и именувани функционери, кои искрено и честно си ги вршат своите функции и нема да бидеме приморани револтот да го искажуваме преку пресконференции и протести кои поради поединци ќе бидат на штета на владата во целина. Еве објективно, коректно поставиле, пуштиле барање за да го разрешат. Ако не го разрешат, кидат на штрајкови, што е коректно. Еве нека го разреши, што чисто сумњам. Цветан Трипуновски више почна да ги прави шемите, со оризот, житото, пченката, јагнињата, стоката, кланици, државни резерви, почна да ги прави више шемите, веше му купили еден пасат му дале. И сега веќе не може да го смени, не може да го трне од функција, едноставно нема кој да ги продолжи тие работи. Моје мислење сепак е дека штрајкот ви е најбоља опција. Вака со овие културни барања, баш кај што вие го имате напишано правописно, од неразбирателно правописно.